Гостивар стивнува, уверува министерот за здравство, откако значително се намалил бројот на ново пријавени случаи со симптоми на труење. Со последните информации од Гостивар во живо во овие вести ја вклучуваме колешката Мирјана Давидовска. Мирјана, што се случува денеска во Гостивар? Она што во моментов можам да го забележам и она што се случува овде во центарот на Гостивар пред самата општинска зграда е како повторно се земаат примероци од 9 мерни единици за испитување на водата. Ова се тимови на Институтот за јавно здраве во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство. Еве можете да видите во моментов и како се прават овие испитувања од неколку локации што се земени примероци, се со цел да се види во каква состојба во моментов е водата која што истекува од чешмите во градот Гостивар. Тоа е она накратко што можам еве во моментов да го забележам, па затоа и веднаш ви го пренесувам. Инаку вода за пиење се уште нема во Гостивар, но министерот за здравство тоа што денеска го соопшти на пресконференцијата уверува дека епидемијата стивнува, односно дека имаме намалување на трендот на случаи кои што се јавиле со некакви стомачни тегоби поради водата. Од тоа што тој го тврди е дека во текот на денешниот ден имаме регистрирано 80 на случаи ново пријавени кои што се јавиле со некакви симптоми кај лекар, што е двојно помалку од претходните денови. Инаку досега она вкупна бројка која што ја соопшти министерот за здравство Кликовски е дека регистрирани биле над 4000 случаи. Тој уверува дека епидемијата стивнува, но исто така од она што го потенцираше вели дека треба многу сега да се внимава и самите граѓани, но и лекарите и секако сите здравствени институции да се внимава на опашките од епидемијата, односно и на опасноста од ширење на нови зарази и болести кои што можат да се јават не како резултат на она што се случувало со водата за пиење, туку како резултат на несоодветна хигиена кај населението и токму затоа уште еднаш потенцираше дека е многу важно да ја одржуваат на дневна основа хигиената на граѓаните. Во продолжение да ја слушнеме изјавата од министерот Кликовски. Мирјана, имаме проблеми со аудиото на изјавата на министерот за здравство. Сашо, Клековски, видовме пред малку дека екипи на терен земаат примероци за нови тестирања. Практично во четвртокот почна чистењето на водоснабдителниот систем во Гостивар. Ова е постапка која што треба да потврди дека нивото на хлор во водата е безбедно за користење како техничка вода. Видовме дека се во тек испитувањата. Што велат граѓаните, жителите на Гостивар, како во меѓувреме се снаоѓаат со вода и за домашна употреба, меѓутоа и за пиење? Да, иако беше најавено дека до крајот на оваа недела ќе добијат техничка вода, се уште, како што рече министерот за здравство, нивото на хлорирање на водата не е на задоволително ниво, за да може да се известат граѓаните дека може да користат водата како техничка. Но она што еве од терен го видовме дека постојано се прават испитувања, па да се надеваме дека и како што првично најавија дека можеби до утре или веќе понеделник им биде пуштена техничка вода. Од разговорот кој што го направивме со дел од граѓаните овде во центарот на Гостивар, дел од анкетираните и рекоа дека се соочиле со вакви стомачни тегоби и тоа дури некој од нив уште на самиот почеток така велат во јуни, некаде околу 25-6 јуни, кога забележале дека по секое конзумирање на водата дома за пиење им се јавувале овие стомачни проблеми, пошто се јавиле на лекари, а добиле соодветната терапија, дел од нив биле накратко и хоспитализирани за да примат потребната инфузија. Велат дека навистина е мачно за да одржуваат хигиената во меѓувреме, бидејќи водата која што ја користат морат самите да ја купат. Во продолжение еве и анкетата.
барам, еве цел ден барам, не можам да најдам. Морам да купам. Еве се тука даваат со пари, Само со купечка вода функционира? со купечка. А за лична хигиена се апелира постојано? Па така, купуваме навечер, превривам и така. Се снаоѓаме. Имавте некој тагоби вие? Имавме сите. И сопругот, и ја, и девојчето. Како поминате? Ние си знаеме, тоа не се опишува со збор. Тоа вода сам користим, кафе пио сам, се бањао, се туширио, све ништо не ме се најде. Не знам што прават. Јас ќе да кажам, ние се надавам можда од понеделка ќе пуштат. Треба да се ажурира мало, jer стварно тоа е неиздржливо. Али ете работата ние никој мислио дека ќе дојде до ова дережа, но дошло е. Вода купуваме, трошиме вода, нешто дава што дава државата поклон, е тоа. Околу 26 јуни на почетокот, неколку пати не повтори и така. Тогаш се посомневавте дека може да... Па да, се посомневавме дека од водата, бидејќи после секој пиење од водата имавме тегоби, стомачни тегоби, се пожаливме на лекар, но да. Се регистрира? Да. Па да, примавме инфузии, лекови и такви работи. Па имаме некои болки тие работи, ама соопштена терапија сами се излечиме полека. Се колку сме излечени ќе видиме. Мирјана, се надевам дека го надминавме проблемот со аудиото. Што вели министерот за здравство? Дали ќе се проверува како се контролирал квалитетот на водата досега? Да, тоа и веќе се прави на сите институционални нивоа. Оно што е важно, а што го потенцираше министерот за здравство е вели паушално да не се вперува прстот за одговорност, а вели одговорност секако дека ќе има, но јавноста да почека да се направат сите можни испитувања на сите можни нивоа. Оно што тој го потенцираше е дека јавните комунални предпријатија имаат целата правна и оперативна одговорност кога станува збор за квалитетот и дистрибуцијата на водата за населението, односно за граѓаните во поедините општини. Тоа е нивна одговорност кого тие ќе изберат како институција која што ќе проверува квалитетот на водата. Во продолжение имаме и за одговорности за тоа што се работи во овој момент. Во основа се побавени сите анализи од 1 јануари 26 до сега и тие се предмет на анализа. Бидејќи збориме за одговорност, ќе дозволите да погледниме како се движува точната хронологија. Јас одговорно тврдам дека одговорност ќе има. Меѓутоа, да не биде линч. Значи, да не скокаме веднашка во обвинувања за ова или она ситуација. Анализираме сите повици од матични доктори, целата историја на пациенти, значи веќе во моите мин се над 1000 пациенти издвоени по диагнози, не само значи од болницата и здравствен дом, туку и од матичните лекари. Се побарани сите анализи од Центарот за јавно здравје, не само кога преле, туку што е содржината, и имаме пристап до сите тие податоци, ама дозволите да не биде сепак да биде стручна анализа, да се утврди што било, одговорност има. Да, така, министерот за здравство денеска беше во посета на болницата за белодробни заболувања во Лешокот, каде што информираше дека питка вода за пиење се снадува преку диспансери во ваквите рурални средини и дека не е ништо ново, односно со децении веќе постои оној проблем дека во руралните средини, особено во летниот период, има бактериолошки неисправна вода, но дека населението преку местните заедници и останатите локални самоуправи се снадуваат со питка вода преку овие диспансери, а дека на сите оние јавни чешми, како што и потенцираше, како што можеме да видиме и од инсертите кои што ги направивме од Лешок, дека е нагласено и постои известување со кое што се информираат жителите дека таа вода не треба да ја користат бидејќи е бактериолошки неисправна. Да, Мирјана Давидовска во живо од гостивар, ти благодарам со овие информации. Целосниот извештај ќе го погледнеме во Централниот дневник во 19 часот.